Група ентузијасти по 17 пат се соочија со 50 километри патот, првата македонска брендирана планинарска патека. Станува збор за една од ретките и најатрактивни рути во земјава, која е испешачија од пробиштипскиот манастир Свети Гаврил Лесновски до кривопаланечкиот Свети Јоаким Осоговски, низ убавите планински предели на Осоговието. Идејниот творец и практичен реализатор на оваа акција, Стојанче Величковски, од Крива Паланка, на овој начин неуморно продолжува да ги афирмира исконските убавини и традицијата на нашиот крај, следејќи ги стапките на четворицата пустиножители Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Јован Рилски и Прохор Пчински. Годинешнава трансферзала беше една од најубавите трансферзали, затоа што природата има бујна вегетација, затоа што амбиентот беше прекрасен, затоа што сите планинари беа доволно подготвени, една компактна група која што одлично се движеше и успеавме да оствариме едно од најдобрите времиња, значи стигнавме за 11 часа и 30 минути, со тоа што сите учесници на трансферзалата без некој посебен напор ја поминаа трансферзалата и ќе понесат многу убави спомени од трансферзалата. На сите учесници кои беа храбри и се одлучија на овој потек, организаторите им доделија благодарници за учество, односно трансферзални книжки. Тргнуваат на изгрејсонце, а по 11 часа планинарење пристигнуваат на Квечерина, во преубавиот амбиент на Кривопаланечкиот манастир. Ние како членови на планинското друштво Лисец за прв пат оваа година учествуваме. Ние сме воодушевени, бидејќи во овој дел на Осоговието за прв пат идеме, иако сме биле скоро од сите страни. Меѓутоа, од оваа страна за прв пат сме стварно воодушевени од самата природа и така, иначе имаше група, не беше многу голема групата, меѓутоа бевме околу 5-16 луѓе, планинари. Имаше од Скопје, од Куманово, од Штип, Паланка, спиевме во манастирот Јоаким Осоговски, еве сега сме во вашиот музеј и планот ни е од тука да одиме во Градец. Како интересно место, желбата беше одамна да видиме тамо, меѓутоа еве сега испадна прилика со Стојанче да отидеме и да видиме што има тамо. Убава е ова замислена стазата, доста трае, исто временски, едно 12 сата, сигурно со паузи, али оде се така низ убав предел и фено, види сами се. Ден по реализацијата на планинарската акција, дел од учесниците го посетија градскиот музеј и спосницата на Свети Јоаким Осоговски во село Градец.